А многу модни дизајнери велат дека Оскарите се најголемата модна ревија на планетата. Професорката Лидија Георгиева и наш моден дизајнер ќе ни го потврди или демантира ова, се согласувате? Добро утро. Добро утро. Добро утро на сите. Апсолутно не се согласувам затоа што е тоа сосема друга една посебна категорија, да речеме, на страна од модата. Модна ревија си е модна ревија, зелена патека, црвена патека си е црвена патека, да не ги мешаме работите, но секако дека изгледите кои што се прикажани не само на Оскарите, нормално Оскарите се кулминација на сите претходни награди кои што се случуваат низ светот, тие се рефлексија на претежно на високата мода, нели, освен ако не е нешто специјална, некоја порака треба да се испрати, но да се задржиме на тоа дека сепак тоа не е модна ревија, но ревија и славење на, еве да речеме, високата мода, луксузот, гламурот, но и знаењето како. И многу често сите очи се вперени покрај во филмовите и златните статуетки, во тоа што го носат филмските звезди. Вкусовите и коментарите секогаш се поделени во однос на тоа што може да се види на црвената патека и во Долби театарот. Она што ме интересира е како одредена модна куќа или одреден моден дизајнер одлучува со кое име ќе соработува? Па не е тоа така едноставно, не е дека само модната куќа одлучува, ниту пак дека само звездата одлучува. Секоја приказка е различна и нормално претежно е во функција на филмот за кој што се работи. Некогаш е тоа кастом, доста изгледи кои што ги видовме беа кастом, односно направени за, меѓутоа беа секако избрани по совет од една средна особа, да не ја заборавиме, помеѓу звездата и модната куќа, тоа е стилистот. Значи, кој игра важна улога? Апсолутно. Од една страна за да се опушти глумицата, бидејќи сепак ќе биде изложена на коментари и критики, од накитот кој што го носи до дали е тоа вистинската боја, форма, изглед и така натаму, па се до не знам, потполна утка или да не одиме натаму. Например, еве тоа што го покажа нели главната звезда на вечерта, која што беше изненадување, нели, Мајки Медисон се појави во Диор, кој што воопшто не беше направен сега, односно беше реплика на самиот господин Кристијан Диор од 1956. Мајки Медисон ни даде една вибрација на Breakfast in Tiffany, на видете можеби личам на Одри Хепберн, да ви намигнам, што беше сосема обратно од незината улога во филмот. Значи, два диаметрално спротивни изгледи и очигледно дека тоа било незина намерна, да речеме, постапка и со Герданот Тифани, кој што е 100 години стар. Значи, референца на Европа, на елеганција, во еден апсолутно порозев не може да биде фустан со машна, со долг шлеп, позади драпирани со една црна лента. За разлика од звездите на Злобница, кои што низ целиот овој период на промоција на филмот беа облечени во метод стајлинг, односно беа облечени апсолутно во функција на филмот и тотална контрола на филмот. Значи, тие беа продукт до крај. Ваш личен впечаток од она што го видовме ноќве на црвениот килим, беа исполнети вашите очекувања во однос на модата и во однос на тоа што го пласираат звездите и презентираат? Пак да кажам, Оскарот не е мода. Не, добро, меѓутоа лично тоа што вие го видовте, Јас никогаш немам специфични некои очекувања, бидејќи знаете како очекувањата на публиката сега кој ќе биде поспектакуларен, не. Кој ќе биде посоодветно облечен или со поголем вкус, но сепак се славеше, пак ќе кажам, за најчиството. Се славеше знаењето како. Ако го гледате вие на Ариана Гранде изгледот, кој што беше од куќата Скиапарели, тука имате рачно навезени преку 160.000 кристали во долниот дел
од фустанот. Горниот дел беше инспирација, мислам, од абажур, од лампа, така рече Даниел Розбери. Беше кастом, но од последната ревија на Скиапарели. Значи, тој не беше специјално направен за неа, но не беше специјално креиран за нејзе. Се испраќаат некои пораки преку овие креации, овие дизајни, бидејќи многу од актерите испраќаат и пораки кога ќе се на самата сцена. Да. Политички пораки, да, како што Немаше. рече и Сунчица, немаше. Меѓутоа Европа беше all over the place. Ако тоа не е порака, не знам што е порака. Значи видовме Луи Витон, Скиапарели, Вивиен Вествуд, Баленсиага, Балман, Ив Сен Лоран, Джорджо Армани, Армани Приве, што сакате повеќе, Зења, Лоро Пјана. Се европски Колку модни од куќи. овие модели од друга страна кои што можевме да ги видиме се своевидна најава за престојната сезона. Ова е висока мода и апсолутно не се носи секојдневно, но во однос на дизајните, во однос на боите, во однос на материјалите кои што се користат. Видете, сега, значи, црвената патека, може би и самата по себе нуди некој избор на бои, кои што во друга прилика не би ги одбрале. И вие морате тоа да го земете во предвид, таа црвена рефлексија што ви доаѓа од оздола, да не ви се судира со тоа што го носите. Значи, тоа влијае. Но би рекла дека гамата на бои не беше во склоп на некои модни тенденции или дека учествуваше во некоја нова модна порака од тој аспект. Како што кажа, секогаш на Оскар имало нюд, односно кожа боја, да. палети инспирирани од шминка, од козметика кои што се нежни. Обично тие палети се неагресивни, женствени, потоа имаше исто така и оштри црно-бели изгледи. Например, еве, да се вратиме на злобница Луи Витон, имаме една кадифена, огромна кринолина со една зелена, длабоко зелена боја. Така да, не се тоа некои тонови што сега влегле или ќе излезат во модата или кои што ја најавуваат гамата на бои. Тоа си се, пак ќе речам, Оскар бои. Она што би сакалите да го завршиме на крај разговорот, да се вратиме малку и на домашен терен. Факт е, не е модна ревија, но факт е дека е предизвик и за секој моден дизајнер, за секоја модна куќа, нели се тоа што се случува таму. Прашањето ми е за нас, за Македонија, колку е тешко да се стаса до сите овие луѓе, до целата оваа организација, и имаме ли ние имења или потенцијали кои што би можеле во иднина да ги гледаме и имали? Знам дека има. Редовно сум гости на ваши реви, да, и морам веднаш тоа да го кажам и да пофалам, работите со млади студенти, но кој е патот како мала земја? Ги мотивирате ли студентите дека еден ден, доколку силно веруваат во тоа, може да им се оствари? Па на некој начин и мојата кариера беше доказ и е доказ дека невозможното е возможно, бидејќи отворив некои тешко отворливи врати, да. Врати. Меѓутоа, не постои правило, иако постојат шини по кои што вие треба да се движите, но ете видовме филмови кои што сосема излегуваат од шини, а се наградени и се сакани од публиката. Исто е и во модата, исто дел од шоу бизнисот. Така да не се работи тука само за талентот или само за потенцијалот или само за среќата или само за тоа колку сте вие способни. Сепак денеска би рекла дека дури и за да студирате мода ви треба многу пари, што не беше случај порано. Станува некако многу елитистичка цела оваа приказка, се растопува некако тој демократски момент, но никого не би обесхрабрила и никогаш не би рекла не пробувај. Многу е тешко. Не сме само ние, цела планета би го посакувала тоа. Од најмалото селце на било кој континент, Африка, Јужна Америка, до центрите каде што сите доаѓаат. Но ништо не е невозможно. Сите аспекти на Оскарите ги благодариме многу за тоа што бевте наша гостинка, воедно и последна во Македонија на Аутро, и што ете ја прокоментиравме и модата на Оскарите. Ако можеме ете да ја сватиме пораката по креациите, модната порака, тоа е
САД и Европа заедно. После сите последни случувања најверојатно на политиката, ако така можеме да го преведеме тоа. Па дури и би рекла човечките вредности, а не иако јас ја сакам вештачката интелигенција и ме фасцинира, но овдека навистина беа славени емоции и човечки вредности, но и силни референции од минатото на модата. Историски референции од 1953-та, 56-та, 99-та. Имаше многу реплики историски. Затоа и велам, не беше се нанапред. Некои работи одеа и наназад во календарот. Без тоа наназад не можеме. Тоа е факт. Да си ја чуваме традицијата и културното наследство. Благодариме многу за гостувањето во Македонија на утро. Ќе ве задржиме сосема накуса за заедно да го одјавиме денешното издание на утринската програма.